Мирко беше неуморен борец до крајот, Да. и в принцип Скопје уопште не е ни свесна што изгуби. Полот Скопје не ни знае, али мислам, јас се надевам, ја барем во текот на мојот живот дека ќе направам се да едноставно Скопје мора да има негова улица, мора да има институција со негово име, мора да има доста ствари, затоа што он е човекот кој што го донесе Скопје на културната мапа на светот на крајот на 90-тите и на 2000-те години. Значи, кој ќе доеше у Скопје на техно журка, што и да тоа значи денешно време, ужасно звучи, ама како и да кој ќе дое, значи, во Скопје и во Лондон и во Берлин и во Париз и значи луѓето што беа таму беа и овде. И не беа звезди као денеска, него бевме да пукне и правевме сцена заедно. Бандата од Белград исто. Сам да кажам, значи во тој момент Скопје беше центар на светот. Тери Френсис едва чекаше да дојде во Скопје да свири у петок.